Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во ноември 2025 година изнесувала 45.961 денари во однос на истиот месец од претходната година, е повисока за 9,4%, објави Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите административни и помошни услужни дејности за 16,5%. Дејности на здравствена и социјална заштита за 11,1%, трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли за 10,9%. Зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување за 3,5%, административни и помошни услужни дејности за 2,2%, трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли за 1,2%. Просечната месечна исплатена бруто плата пак во ноември 2025 година изнесувала 69.141 динар. Сојузот на синдикати на Македонија во среда организира протест за да изрази незадоволство од незголемувањето на минималната плата на 600 евра и на сите останати плати за 100 евра. Протестот ќе почне од 17 часот од зградата на ССМ, ќе продолжи пред Собранието и Стопанската комора, а ќе заврши пред владата. Од Сојузот на синдикати на Македонија ги повикуваат сите засегнати работници да се приклучат на протестот. Време е заедно да се избориме за достоинствени плати. Заедно со работниците ги повикуваме сите работници на кои не им биле зголемени платите. Сите работници кои се чудат како да го врзат крај со крај во месецот. Работниците кои ги лажале газдите дека ќе им ги зголемат платите. Да ни се придружат на улица, затоа што тие до 31 декември не се договорија да ги зголемат работничките плати. Ова го порача председателот на ССМ Слободан Трендафилов по денешната заедничка седница на највисоките органи на ССМ, на која едногласно беше донесена одлуката за протест. Центарот за управување со кризи апелира до граѓаните да патуваат внимателно во текот на денешниот ден, ако тоа е неопходно, со доволно гориво во резервоарите и со соодветна зимска опрема за возилата на повисоките места и планинските пребои, бидејќи е можно да се формираат навеви од снег и патните правци во одреден временски период, да бидат непроодни на повисоките делници. Од ЦУК апелираат луѓето што живеат на повисоките места на времено да се снабдат со основни производи, храна и лекови, препорачуваат внимателно движење на пешаците, бидејќи е можна појава на голомразица. Во случај на опасност или потреба, граѓаните да се јават на бесплатниот телефонски број за итни повици 112. Во Министерството за внатрешни работи пристигнуваат пријави од граѓани за добиена електронска порака, наводно во име на директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев, во која се даваат насоки за 24 часа да се оди до полициска станица или да се испрати повратен емаил, бидејќи наводно примачот на пораката е предмет на кривични истраги за низа измислени кривични дела, кои ги нема сторено, како детска порнографија, педофилија и трговија со дрога. Според МВР, целта е примачот на пораката да се регистрира преку мејл, да ги даде неговите лични податоци. МВР ги известува граѓаните дека станува збор за лажна порака, која не е испратена од страна на БЈБ МВР, ниту од Оделението за сајбер криминал и безбедност. Оттаму апелираат на посебно внимание овие пораки да не се отвораат, да не се контактира испраќачот и никако да не се споделуваат личните податоци кои ги бараат измамниците. Исто така, Министерството ги предупредува граѓаните да не отвораат линкови и датотеки кои се испратени во прилог на било која електронска порака, која доаѓа од непознат испраќач, со цел заштита на нивниот компјутерски систем од малициозен софтвер. Веднаш по пристигнувањето во Давос, американскиот претседател Доналд Трамп одржа говор во Конгресниот центар во кој на почетокот рече дека е убаво да се држи говор меѓу пријатели и меѓу некои непријатели. Според американскиот претседател, кој е во вербална војна со лидерите на носечките европски земји, пред се поради ситуацијата со Гренланд, некои делови од Европа, вели денес се непрепознатливи.
Европа не е тоа што беше порано. Можеме да дискутираме за тоа, но всушност нема што да се дискутира. Лидерите воопшто не разбираат што се случува, а оние што разбираат не превземаат ништо. Не сакам никого да навредам, порача Трамп и додаде дека неговите пријатели се враќаат од делови од Европа и велат дека повеќе не ја препознаваат. Трамп во говорот ја нападна Данска, за која кажа дека без нив сите денеска ќе зборуваа германски и јапонски, забележувајќи им дека се неблагодарни. На празникот Богојавление Водици на 19 јануари 2026 година во Македонската православна црква Света Богородица Пречиста во Ливерпул, Сиднеј, беше одбележан значаен духовен настан. На покана на митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор на Австралиско-Новозеландската епархија господин Петар, возврат на братска посета уствари неговото високо преосвештенство митрополитот австралиски и новозеландски од Српската православна црква господин Силуан, кој сослужуваше на светата божествена литургија. Особено впечатлив момент од богослужбата беше читањето на Светото Евангелие на македонски јазик од страна на протодјакон од Српската православна црква, роден брат на митрополитот Силуан, што предизвика голема радост и воодушевување кај присутните македонски верници. Верниот народ се причести со светите Христови тајни, а заедничарењето на двајцата архиереи и свештенството беше дочекано со искрена духовна радост од верниците на двете сестрински цркви. Празничното заедништво продолжи со одбележување на Богојавление во Македонската црква во Ливерпул и Василица во Српската црква Свети Георгиј во Камбрамата, како символ на братска љубов, почит и единство во верата. Поради обилни снежни врнежи, ниски температури и силни ветрови, училиштата во Грција се затворени во неколку региони. Некои фериботски линии се суспендирани, а поради бурните ветрови на сила е забрана за бродови, што излегуваат од пристаништата Пиреа, Рафина и Лаврио, објавија грчките власти. Министерството за образование објави дека наставата ќе се одвива од далечина, секаде каде што е можно, поради лошите временски услови и најавата за нивното влошување. Утрово дожителите на Атика се испратени предупредувачки пораки со кои се бара од нив да ги ограничат своите движења на апсолутно неопходни од пладне до вечер поради лошите временски услови. Низ цела Грција снегочистачи и прскалки за сол работат на целата патна мрежа, за да ги одржат патиштата безбедни за возачите, кои се обврзани да имаат ланци за снег. Во општината метеори продолжуваат обилни врнежи од снег, како во низините, така и во планините, што создаваат проблеми во сообраќајот, главно во патиштата во планинскиот предел. Силни ветрови го погодија и регионот на Западна Грција, каде што е пријавено и паѓање на дрвја, што довело до неколку интервенции на противпожарните служби.